Почитувани, во 4-годишниот мандат на Андреј Женовски, како градоначалник на општина Центар, единствен капитален проект во областа на основното образование е отпочнување со градба на основното училиште во Капиштец, кој ние како советничка група го поддржуваме, бидејќи се работи проект за деца, иако чини многу повеќе од просечната цена за изградба. Меѓутоа, што се случува со другите основни училишта? На вчерашната седница на Совет на општина Центар, каде присуствуваа сите директори на општинските училишта, беа истакнати низа на проблеми кои треба да се решат, односно отстранат. Добар дел од наведените проблеми одамна требаше да бидат отстранети, но се уште нема ништо од сето ова. Морам да напоменам дека претседателката на Комисијата за образование, како и раководителката на Оделението за образование, во неколку наврати имаа апелирано до градоначалникот да ги санира и реши сите овие проблеми кои се одоговлекуваат и кои се уште не се решени. Сакаме да прашаме, дали Жерновски се грижи за учениците или не? Колку за подсетување, во септември ќе навршат 2 години откако имаше наводно труење на учениците од вода во општинското основно училиште 11 октомври и токму поради тоа беше разрешена тогашната директорка. Воедно беше ветена реконструкција на водоводната и канализационата мрежа во училиштето, но до ден денес се уште не е реализирана. Воедно во истото тоа училиште, за време на големите врнежи кои се случија во текот на минатата година, беа поплавени подрумските простории, каде се наоѓаат и кабинетите по музичко и ликовно образование, и беше побарано од страна на директорката до градоначалникот да се заложи да се оспособат за работа овие простории, бидејќи се потребни за одржување на настава. Реализација се уште нема и покрај тоа што има поминато веќе цела година. Во општинското основно училиште Кочо Рацин, директорката се пожали на состојбата на училишниот двор, каде е потребно да се изврши следното: дренажа на атмосферската вода, која причинува појава на влага во внатрешноста на училиштето, менување на бекатонските плочки во школскиот двор, бидејќи постоечките се во лоша состојба и истите во моментов ја загрозуваат безбедноста на движењето на учениците, како и хортикултурно уредување на училишниот двор. Воедно, истото училиште беше најпогодено училиште од големите врнежи кои се случија минатата година и беше поплавено. Директорката посочи дека и покрај тоа што осигурителната компанија има префрлено средства на општината во месец декември минатата година за исплата на штета, денес, после 6 месеци, општината не превзела дејства за санација на штетите со овие средства. И во ова училиште наведено е дека фасадата е во лоша состојба. Директорката на општинското основно училиште Кирил и Методи напомена дека пак во ова училиште имало најголемо оштетување од земјотресите кои се случија пред една година и каде има записник направен од ИЗИС. Во записникот е наведено дека треба да се направи задолжителна санација на ѕидовите кои се распукани и оштетени. И покрај дадениот апел за итна санација, се уште нема никаква реализација. Во општинското основно училиште Димитар Миладинов има навистина сериозен проблем во однос на фасадата на самото училиште, каде директорката истакна дека е во многу лоша состојба и дека има одрони и стравува дека доколку не се реши овој проблем до септември, ќе биде опасно по однос на учениците. Директорките на вчерашната седница на Совет на општина Центар информираа дека и покрај дописите и барањето до градоначалникот, кои дел од нив се стари веќе 2 години, се уште нема реализација. Директорката на општинското основно училиште Коле Неделковски на седница на Совет на општина Центар не извести дека успеала самостојно да обезбеди донација и да го реновира училиштето и дека ќе обезбеди клупи и корпи за отпадоци во училишниот двор и само замоли општината да го уреди хортикултурно дворот. За жал, градоначалникот Андреј Жерновски не беше присутен вчера на седницата, за да може да одговори на сите овие прашања, а службите од општината не можеа да не обслужат со целосни информации. Она од што стравуваме е дека ќе дојде месец септември и ќе се соочиме со неспремност на училиштата да ги прифатат своите ученици. Директорките во неколку наврати напоменувам дека ги спречувале родителите од бојкот токму поради овие проблеми кои ги имаат и сметаме дека никој од нас не би сакале повторно да се појави истиот гнев и револт и да настанат поголеми проблеми на почетокот на учебната година.
За поголем дел од изнесените проблеми во училиштата, градоначалникот се уште нема започнато постапки за санација на овие состојби и веројатноста е голема учениците на 1 септември да ја започнат новата учебна година со сериозни недостатоци во училиштата. Токму поради ова, навреме предупредуваме и упатуваме барање до градоначалникот Жерновски. Наместо да оди на летен одмор во преостанатиот период, да вложи максимални напори и да ги санира недостатоците во училиштата и да овозможи од септември сите училишта да ги прифатат учениците онака како што треба, бидејќи безбедноста на учениците, на децата е на прва место. Уште еднаш би напоменале, сите ученици заслужуваат еднакви услови за воспитание и образование. Ви благодарам.